проектот Младите во фокусот на изборите 2016 која е реализирана од страна на Националниот младински совет. Како дел од програмата на Националниот демократски институт за меѓународни работи, програма настоена како зајакнување на граѓанското учество во политичките процеси, која е поддржана пак од Националната фондација за демократија НЕТ. Јас сум Горијан Славковски, ќе бидам модератор на овој регионален форум. Форум кој е, како се рекол, дел од овој проект Младите во фокусот на изборите 2016, кој е реализиран од Националниот младински совет. Има за целиот тој проект има за цел, како што гласи самиот наслов, да потикне една дискусија, да видиме колку младите и младинските прашања се вклучени во програмите на политичките партии за овие наредни предвремени избори. За таа цел, овој проект беше поделен, се реализира и ќе се реализира во три главни активности. Првата активност беше подготовка на анализа на програмите на политичките партии од изборите во 2014 година, анализа која имаше за цел да види колку младите и младинските прашања која 2-3 месеца работеше на разгледување на програмите и склопување на таа анализа, која претпоставам сите ја земавте тука од примероците. Втората главна активност, која исто така беше организирана од оваа работна група на Националниот младински совет, а се одржа токму во понеделникот во Скопје во хотел Арка, беше потпишување на декларација на подмладуците на политичките партии, со која ќе се залага за вклучување на младите, поголемо вклучување на младите токму во програмите на политичките партии. На тоа потпишување присуствуваа 13 од подмладуци. И како трета активност од овој проект се токму овие регионални форуми, младински изборни муавети, кои ќе се одржуваат во 10 градови во нашата држава. Целта пак на овие форуми е да оставиме простор на помладоците да ги представат активностите и мерките за младите во програмите на нивните политички партии. Секако главната цел е да дадеме простор на младите од овие региони, од овие градови и помали населени места да постават прашања токму за она што смета дека е битно за младите и нивните интереси во тој регион на представниците од помладоците на политичките партии. Да не должам многу во овој дел, ќе дадам простор на колешката Симона од Националниот младински, од управниот одбор на Националниот младински совет, која накратко ќе ја представи она анализа која беше подготвена во изминатиот период. Благодарам, Горијан. Значи, јас ќе направам кратко повторна анализата на застапеноста на младинските политики во програмите на политичките партии за време на предходната парламентарни избори во 2017 година. Она што е важно е да напоменеме дека ова анализа е направена на база на 11 индикатори, тоа се неформално образование, младински обуки, младинска легислатива, буџет за млади, политика за младинско информирање, децентрализираност на политиките за млади, младинско истражување, младинско учество, меѓусекторска соработка или меѓуминистерска соработка и советодавни тела за млади. Националниот младински совет на Македонија за прв пат прави една ваква сопствена анализа на програмите на политичките партии во делот на младинските политики, се со цел на анализа да добијат заслужениот фокус и да им се посвети доволно внимание во еден ваков клучен период како што е предизборниот. Ние младите бараме да бидат третирани како ресурс, а не како проблем и да не бидат цел на краткорочни адхок решенија и мерки, туку за нив да се креираат долгорочни квалитетни младински политики. Важно е да напоменеме дека во оваа публикација беа анализирани програми на 8 политички партии и тоа ВМРО ДПМН, СДСМ, ДОМ, ДУИ, ЛДП, Социјалистичка партија на Македонија, ПОДЕМ и Партијата за европски интеграции ПЕ.
На база на оваа анализа забележавме дека најголем дел од политичките партии во своите изборни програми младите и младинските политики ги третираат само површно и не посветуваат внимание на потребите и приоритетите на младите луѓе. Генерално најголемиот дел од програмите се фокусирани на спортските активности и на спортската инфраструктура и при тоа се занемаруваат цели области на младинската политика како што се младинскиот стандард, механизмите за застапување на правата на младите, младинското организирање и информирање, младинското учество, меѓуминистерската соработка, програмите за вработување и самовработување на млади и низа други стратешки области на младите. Исто така во програмите на политичките партии, во делот за младински политики и изостануваат акцијски планови за имплементација и рокови за имплементација на предвидените мерки и политики, и исто така и буџет. Значи не е предвиден буџет освен во програмата на ВМРО ДПМНЕ. Најголемиот дел од мерките може да се забележи дека меѓусебно не се комплементарни во поглед со ефектот кој што е предвидено да се постигне со нив. Исто така, активностите кои се дел од програмата не ја содржат и моменталната состојба во тоа поле. Ниту пак има објаснување за негативните влијанија, доколку таа, дали има и кои би биле негативните влијанија доколку таа мерка се спроведе. Поголем, значи повеќе можете да информирате во самата анализа која што Горијан веќе ви ја покажа, значи подетално можете да се информирате за секој индикатор. Јас ќе продолжам со една кратка статистика во однос на само момент, за младите, учеството и политиката, кое што мислам дека ќе поттикне понатаму во вториот дел од дебатата на внимание од ваша страна. Учеството на младите, велиме дека според некои статистики, значи зависи од чувството на припадност. 73% од возрастните сметаат дека многу припаѓаат на државата, додека само 51% од младите сметаат дека исто така многу припаѓаат на државата. Доколку сметаме дека колку повеќе припаѓаш на државата, толку си позадоволен, ќе ги добиеме следниве резултати. 32% од возрастните многу се задоволни од државата како место за живење. Овој процент кај младите изнесува 24%. За нас е многу важно прашањето колку младите веруваат дека можат да влијаат. 74% од младите им е важно да влијаат во заедниците, 76% сметаат дека не можат или многу малку можат да влијаат, додека 61% од младите никогаш не имаат разговарано за општествени и политички теми во јавноста. На скалата од 1 до 5, младите даваат оценка 3 за важноста да се биде општествено или политички активен. 53,4% од младите не членуваат во ниту една организација, додека во политички партии, односно во младинските организации на политичките партии членуваат 9,1% од младите. Колку се младите вклучени во граѓанските иницијативи? Во 2012 година тој процент бил 34%, во споредба со 42% од постарите граѓани. Во 2014 година ситуацијата е следна: 47% од младите во споредба со 48% од постарите биле вклучени во граѓанските иницијативи. Она што е важно прашање сега во пресред на изборите е колку за младите е важно гласањето на изборите. 34% од младите им е многу важно да гласаат, на 29% не им е воопшто или им е малку важно да гласаат на изборите, 58% од младите речиси со сигурност ќе гласаат на овие избори, но тој процент кај возрастните граѓани е 75%. Да видиме сега и статистиката во регионот. Во однос на влијанието, колку младите можат да влијаат врз институциите. Тука имаме земјите Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Косово, Македонија, Романија, Словенија и процентите на национално и на локално ниво кои што се движат во следниве бројки. Албанија 40,4% на национално и 50,8% на локално ниво, Босна и Херцеговина 15,6% на национално, 17,5% на
локално ниво, Бугарија 22,7% на национално, 23,8% на локално ниво, Хрватска, која што е земја членка на Европска унија, 17,4% со 19,3% на локално ниво, Косово 41% на национално ниво и 48,3% на локално ниво, Македонија 30,9% на национално и 38,9% на локално ниво, потоа е Романија со 25,7% на национално и 31,6% на локално ниво, Словенија 14,4% на национално и на локално ниво тој процент е 24,3%. Застапеноста или перцепциите на младите за нивната представеност во политиката повторно во истите земји, значи балканскиве земји од регионот, во Албанија 30,9% сметаат дека се представени, додека 63,8% сметаат дека се недоволно представени, Босна и Херцеговина 21,3% сметаат дека се представени, 59,6% тој процент е за недоволно представени, 13,2% во Бугарија сметаат дека се представени, додека 73,2% сметаат дека се недоволно представени. Во Хрватска 11,6% сметаат дека се представени, додека 77,2% сметаат дека тоа е недоволно. Во Косово процентот е 33,7% представени, 62,6% недоволно представени и тука е Македонија со 24,7% од младите кои сметаат дека се представени или 62,5% кои сметаат дека се недоволно представени. Во Романија процентот на задоволни е 9,9%, додека 77,2% сметаат дека тоа е недоволно и во Словенија нешто слично 14% со 77,7% кои што сметаат дека младите не се доволно представени во политиката. Во однос имаме уште еден слайд, значи интерес за националната политика и учество на избори. За политиката на национално ниво се заинтересирани во Албанија 41,1% од младите, Босна и Херцеговина 25,8%, Бугарија 39,9%, Хрватска 36,1%, во Косово 52,9%, Македонија 51%, Романија 14,4% и Словенија 25,4%. Во однос на учеството на избори се изјасниле во Албанија 30,3% од младите, во Босна и Херцеговина 19%, Бугарија 27,7%, Хрватска 24,5%, Косово 16,9%, Македонија 41,6%, Романија 20,8% и Словенија 12,8%. Да видиме каква е ситуацијата и во Европската унија. 47 до 50% од младите во Европска унија сметаат дека гласањето на избори е вистинскиот начин за политичко активирање. 33% од младите имаат интерес за политика, 62% од младите во Европската унија гласале на изборите во 2014 година, 20% од младите потпишале петиција, а 10% имаат присуствувано на протест. 50% од младите во Европа го користат интернетот за да комуницираат со властите. Податоците, само за крај, би настакнал уште дека податоците од оваа презентација се преземени од истражувањата на Реактор, на Фондацијата Фридрих Еберт во Македонија, Младинските трендови во Македонија публикацијата и од European Youth Report од 2014 година. Ви благодарам за вниманието. Пред да продолжиме понатака, сакам да накратко да ви го представам концептот, односно како ќе продолжиме со денешната агенда. По поведно излагање ќе оставиме простор на секој од нашите гости, представниците на подмладоците на политичките партии, простор од 5 минути да представат што нивните програми за младите. Потоа, јас имам неколку прашања кои ќе ги поставам во тој нареден дел, на кој ќе има 90 секунди да одговорат. По тој дел го отвараме простор за вас. Имате простор да поставувате прашања за нашите гости, денешни гости. Само ќе ве замолам да биде тоа конкретно прашање фокусирано, насочено и да биде сколпено во пола минута, за да можеме да дадеме простор на што е до повеќе прашања. Тоа е тоа накратко. Искрено се надам дека има можеби малку повеќе гости во публиката, да може што повеќе прашања собереме. Меѓутоа се надевам дека и овде вас присутни да имате стварно што да ги прашате нашите гости денешни и ќе се развие плодна и супер дискусија.
се договорихме при ЕСКА со нашите гости дека ќе дадеме предност на дамата да ги деотвори овој втор дел. Така да би сакал да ја представам и да поканам господицата Цветанка Петрова, представник на подмладоточ на Либерално-демократската партија, да ја представи својата програма. Благодарам. Со оглед на временската рамка која ми е определена за излагање на програмата, ќе се осврнам само на најбитните точки кои ги тангираат младите. Најпрвин ќе започнам со развојната економска политика. Значи, Либерално-демократската партија ќе презема мерки за поддршка и развој на микро, малите и средните предпријатија преку зголемена буџетска поддршка, потоа плаќањето на ДДВ да биде завршено, да биде по завршената наплата, реално, а не ефективно намалување на казните за истите, потоа рационална и редукација на парафискалните давачки, односно фирмарија на радиодифузна такса. Сакаме да воведеме викенд без данок, тоа да биде, например, еден викенд во месецот или во 2 месеци. Да има потоа едукација и тренинг за самовработување, обуки и подобрување на на работната сила. Следна точка е либералната социјална политика, каде што лидам се залага за социјална која државата ќе гарантира базовост и квалитет на системот и демонополизација на социјалната политика и партнерски односи помеѓу локалната самоуправа, социјалните и останатите општествени партнери. Во овој сегмент како мерки ги предлагаме поголема отплатност и подобар квалитет, односно зголемување на услугите во социјалниот сектор за оние граѓани на кои што навистина им е тоа неопходно, подигнување на стандардите за заштита на децата кои што потребуваат од социјалната ранлива категорија на семејства, социјал заштита на децата во и надвор од семејствата од нивна злоупотреба, потоа помоши на други ранливи категории на граѓани со вклучување во општество, нивно вклучување во општеството преку најразлични форми на поддршка, социјално домување, дневно згрижување, советување и слично. Следна точка ми е образованието, која што е многу битна алка во целото општество. Лидам се залага за преиспитување на наставните планови и програми во интерес на постигнување на подобри резултати, да се вработуваат исклучиво квалификуван и квалитетен кадар. Враќање на младите во природата преку концепт на полесна, проактивна и истражувачка настава во природата. Бројката на високообразовните институции да се сведе на нивна економска оправданост и ефективност од нивното постоење заедно со дисперзираните паралелки на определените факултети. Потоа демонополизација на студентскиот парламент со формирање на повеќе студентски организации, исто така и деполитизација на студентскиот парламент. Оно што Лидам го предвиде како мерка, а оваа власт го превзема и го оствари, тоест делумно го оствари, беше бесплатниот превоз на студентите и тоа низ цела Република Македонија, не само во Скопје. Потоа да се доделуваат почесни признанија, титули, финансиска надомест за секоја научно-истражувачка дејност. Потоа да се поттикне спортот и рекреацијата кај младите во образованието и да се обезбедат средства од буџетот кои што ќе бидат наменети за опрема за сите оние ученици кои што не се во можност непречено да ја следат наставата. Потоа да се пренаменат буџетските средства од финансирање на дисперзираните студии во помагање на социјално загрозените студенти. Тука ќе кажам и мерката за екстерното тестирање, која што во реализација има, знаеме дека има многу негативности и недоследности, значи сето тоа треба да се регулира во најдобар ред. Мерката може би е добра како мерка за спроведување на екстерното проектот, меѓутоа во реализација имаме многу негативности. Исто така, тука ќе го споменам и начинот на полагање правосуден испит, значи мора да се направат измени во Законот за полагање правосуден испит, тоа да не се спроведува електронски. Следно е достоинството и равноправниот третман на младите. Во оваа мерка Лидам се однесува на легислативата во младинското поле и тоа преку донесување на неколку законски измени. Најпрвен
да можат секој граѓанин на Република Македонија со наполнети 17 години старост да го остварува своето изборно право, односно правото на глас. И другата точка е да со навршени 16 години старост, која што мерка која што лидер ја предложи, меѓутоа сегашната власт ја превзема и ја оствари, а тоа е да со навршени 16 години старост лицата се стекнуваат со право за возачка дозвола за управување моторно возило од Б категорија. Во сегментот на здравство, лидер се залага за остварување на проектот за донесување на закон за легализација на марихуана во медицински цели, и тоа по примерот на Израел, Шпанија и Португалија, и каде што појдовна точка и крајна цел ќе ни биде подобрување на здравјето на луѓето кои што навистина имаат потреба и боледуваат од сериозна болест, а не да некои скриени цели. Следна точка е владење на правото, почитување на човекови и граѓански права и еднаквост на сите пред законот. Значи тука имаме превенција и заштита од дискриминација со целосниот опфат од европските стандарди, обработка до обработка на законот за спречување и заштита од дискриминација и поголема самостојност и независност на Комисијата за заштита на дискриминација. Во овој сегмент видам работи самостојно преку организирање семинари во и надвор од Република Македонија со европски партнери кои што работат на тоа да ги надоградат младите за тие понатаму вложуваат во Македонија и стандардите на Македонија ги доведат до европско ниво. Мултикултурализмот, кој што така е битен сегмент во Република Македонија, значи овде лидер креира пракса каде што општеството во кој повеќе групи и граѓани и индивидуи ќе се разбираат меѓу себе, ќе се заеднуваат врските и комуникацијата во рамките на цивилното општество. Граѓаните на Република Македонија кои живеат во држава во која што не постои дискриминација по ниту еден остров, не постојат никакви предрасуди, стереотипи, во државата ќе има меѓусебна почит, соработка и сложност. И на крај многу битно слобода и автономија на личноста, значи правата на човекот стануваат реалност само во услови на слобода и автономија на личноста. И реално постоечки можности за свесно самоопределување на секој човек. Лидер ќе се спротивстави на било кој облик на партиско влијание, партиски волонтаризам и злоупотреба на власта, односно нема да го практикува тоа во ниту еден момент и ќе промовира политика за заштита на индивидуата и ќе се спротивстави на било кој облик на унификација на луѓето под паролата на национализам. И секако заради остварување на демократијата во вистинска смисла лидер ќе се залага за формирање на оддели во владата, односно во рамките на министерствата да се формираат работни групи кои што ќе бидат задолжени за соработка со невладините организации со цел вклучување на граѓанското општество во креирањето на одредени политики. Благодарам. Благодарам се, Танка, за представувањето на претпоставам беше целокупната програма на вашата партија. Сега би го поканил Благојче Атанасовски, кој представи на помладокот на граѓанската опција за Македонија ГРОМ, да го представи својата програма и она што ќе се залага за млади. Благодарам, јас сум Благојче Атанасовски, председател на градската организација на форумот на млади на граѓанската опција за Македонија. Во пресек овие парламентарни избори, ние младите од граѓанската опција за Македонија се концентриравме на создавање на неколку фокус области кои се клучни за младите граѓани во нашата држава. Пред се тука сметаме дека клучен и главен проблем за решавање на младите граѓани во Република Македонија е нивната економска состојба и нивниот економски статус, односно намалување на невработеноста кај младите до 29 години, за кои според официјалните статистички податоци е над 55%, односно секој втор млад граѓанин во Република Македонија е невработен. И поради тоа сметаме дека фокусот на нашата програма ќе биде токму врз оваа област. Се предвидува пред се создавање на бизнес инкубатори преку кои ќе се црпат идеи и мерка која ќе ја поттикне ќе го поттикне предприемачкиот дух и развивањето на младите да имаат
начин како преку самовработување и преку предприемаштво да се мотивираат и поттикнат да размислуваат за отварање на собствен микробизнис. Ќе се предвиди субвенционирање на оние работодавачи кои ќе ги вработат младите до 29 години. Исто така, ние како млади се заложуваме да се донесе законска регулатива со која минималната плата кај младите граѓани во Република Македонија ќе изнесува од 15.000 денари. Исто така, во сферата на економијата се залагаме за интернационализација на економските политики, се со цел младите да може да комуницираат повеќе на регионално и на европско ниво, како простор за отварање на можности за зголемување на нивниот економски и социјален стандард. Во сферата на образованието како клучен фокус и како столб на секој млад човек, пред се заложуваме за усогласување на образованието и наставно-образовните програми со реалните потреби на пазарот на трудот, бидејќи сите анализи покажуваат дека постои дискрепанца меѓу нашето образование официјално со реалните потреби на пазарот на трудот. Односно се залагаме за воведување на нови начини, методи и нов модел на образование во Република Македонија кој ќе одговара на новите тенденции, бидејќи сметаме дека премногу е воопштено и теоретизирано образованието. Сме за целосна департизација и деполитизација на образовниот процес, односно создавање на квалитетни млади кадри кои преку знаење и умење ќе бидат потоа носители на општествениот раст и развој. Се залагаме за максимална автономија на универзитетите и пред се во однос на техничките мерки предвидуваме да има масовна реконструкција на образовните центри низ целата држава, бидејќи сметаме дека достоинствено е младите да учат во модерни образовни центри. Во сферата на културата ние се залагаме за изготвување на национална младинска стратегија, каде што културата ќе биде достапна за секој млад човек, бидејќи сметаме дека и анализите покажуваат дека културата меѓу младите е многу малку застапена и е пренебрегната. Да има поголема соработка меѓу културните институции во Република Македонија како на локално, така и на централно ниво со националните младински центри, се со цел да може да се создаде поголема кохезија. Спортот како област која е популарна кај младите, сметаме дека треба да се популаризира што помасовно на национално ниво, се со цел младите преку спортот да може да се изградат како здрави личности, кои потоа ќе може и да придонесуваат за општеството и за државата. Предвидуваме создавање на спортски центри како на локално, така и на национално и на регионално ниво. Исто така вмрежување на тие спортски центри со националните федерации во Република Македонија, субвенционирање на најталентираните спортисти, се со цел да се постигне една бројка од неколку илјади спортисти кои ние во некоја убава иднина би ги испраќале на олимпијадите. Потоа мултикултурализмот и младите, сметаме дека ние како граѓанска опција за Македонија, во која фокусот го ставаме пред се кај граѓаните, сметаме дека мултикултурализмот, односно разбивање на стереотипите и предрасудите во едно мултикултурно општество како што е Република Македонија е клучна за понатамошното интегрирање и развивање на нашата држава, па така предвидуваме стратегија со која преку интегрирано образование ќе се полека ќе се создава етничка кохезија, односно граѓанска кохезија и изградба на едно инклузивно граѓанско општество во кое ќе се разбијат тие стереотипи и бариери. И исто така клучна мерка младите и политиката. Сметаме дека политиката во нашата држава според сите истражувања е сватена
представена како партија, односно е пренагласено партизирањето на политиката, додека многу мал број на граѓани и пред се млади во Република Македонија не го знаат изворното значење на политиката како нешто што е севкупно околу нас, односно вклучување на младите во секојдневното решавање на нивните клучни проблеми преку локалните, преку советите на општините, па како исто така и на централно национално ниво, преку еден институционален пат да може да се канализираат и артикулираат проблемите на младите кои треба да се решат на институционален начин. Благодарам повеќе. За крај имаме представникот на помладото на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Драган Арсов. Повели Драган. Благодарам. Почитувани млади, почитувани велјашани, млади лидери. Задоволство ми е што денеска имам можност да се обратам на оваа дебата. Младински изборни муабети во организација на Националниот младински совет. СДММ е активна членка на Националниот младински совет и благодарни сме за досегашната успешна соработка која секако продолжува. Денеска сме тука да зборуваме за младинските политики, за решенија кои системски ќе ги решаваат проблемите на младите. СДММ учествуваше во создавање и креирање на програмата на СДСМ. Заедно со младите ги пишувавме решенијата. Денеска ќе ви представам дел од клучните проекти. Младинската гаранција, проект применлив во земјите членки на Европската унија. Со овој проект младите по завршувањето на образованието нема да седат дома. Тие што завршиле факултет ќе добијат шанса за работа. Тие што сакаат да продолжат со дообразување, државата ќе им обезбеди средства. Младите кои што завршиле стручно образование, а не се решиле да продолжат на факултет, ќе им биде понудена работа. Ќе ги реконструираме постојните студентски домови. Тие ќе прераснат во современи студентски кампуси, опремени со модерни читални, библиотеки, спортски игралишта, кафулиња и ресторани. Исто така ќе градиме и нови студентски домови. Ставаме крај на лошите услови во кои живеат студентите. Лебарките, глувците и муглата заминуваат во историјата. Во Битола, Штип и Тетово, градовите седишта на државните универзитети, ќе изградиме универзитетски комплекси. Преку реконструкција и преадаптација на постоечките објекти до изградба на соодветни нови инфраструктурни содржини и зголемување на капацитетот на постојните домови. Ќе отвориме 16 бизнес центри низ Република Македонија, каде што младите со најдобри бизнес идеи ќе добијат по 10.000 евра неповратни финансии, помош од државата. Ова е можност за намалување на младинската невработеност преку самоиницијативност и креативност кај младите. Во бизнес центрите ќе се добива правна, сметководствена, економска, предприемачка подршка, како и простории и материјал за нормално канцелариско функционирање. Воведување на студентска платежна картичка. Ќе воведеме посебни студентски платежни картички за користење на услугите во студентските кампуси, попусти за користење на меѓуградскиот превоз, попусти при посета во сите државни и национални институции, попусти за посета на спортски и културни настани од национален карактер. Ќе го субвенционираме јавниот транспорт за сите млади лица невработени до 29 години заради нивната поголема мобилност, меѓу другото и активно барање на работа. Укинување на екстерното тестирање. Екстерното тестирање го девалвира целиот напор и труд на наставниците и на учениците во текот на целата година. Ние предлагаме евалуација и тестирање на учениците, но без дополнително внесување на оценките и вршење притисок и казни на наставниците. Вреднување на стекнатото знаење ќе се спроведува континуирано. Квалитетот на образованието мора да се следи и надградува. Нови училишта кои што ќе покажат послови резултати ќе им биде дадена помош и подршка за напредување на наставата. Ќе стимулираме инвестирање на младинските фирми во младинските спортски школи преку даночно ослободување. Сите млади кои поседуваат талент ќе добијат услови за тренирање и напредување. Ќе ги стимулираме локалните власти
да градат велосипедски патеки и скейт паркови, каде младите ќе можат да се дружат и спортуваат. Дополнително, скейт парковите се место и за културни, музички и уметнички настани. Велосипедските патеки пак ќе создаваат здрави навики кај младите и позитивно ќе влијаат врз животната средина. Ова се само неколку мерки за младите во согласно со времето. Исто така, СДСМ се залагаат за посветени младински организации. Сите решени и политики кои ќе бидат креирани, ќе бидат носени заедно со младите и нивните представници. Ќе ја потикнеме инклузивноста на сите нивоа. Младите можат, младите заслужуваат повеќе. Младите ќе успеат. Ви благодарам за внимание. Благодарам за сите, за вашето излагане, за обсебно представување на програмите. Сега доаѓа мојата нешто, ќе поставам неколку прашања. Пака доста кога изслушав представување на програмите, односно она што вие го планирате за наредните избори, за тоа што ќе се случува, односно после нив, изгледат прилично соопфатни и доста амбициозни. И сега сакам за момент да ве навратам во изминативе 2 години и дали да се потрудите да се подсетите на претходната програма, односно што вашите подмладоци, односно што е она што вашата партија го нудела за младите во претходната програма и кој процент од тоа е реализирано во изминативе 2 години. Да видиме каква е процент на реализација на тоа што е понудено во програмите за младите. И тука би сакал посебно да се сврнете посебно внимание на она што е направено за овој регион, бидејќи сепак се ова регионални форуми, па претпоставувам и тука присутни да ги интересираат конкретно што, ако можете подетално да објасните што е направено во овој регион во минатите години, како дел од програмата за претходните избори. Може да го менуваме редоследот, почнеме тука на дискусија. Конкретно, ние како политичка партија во моментот ја пишуваме новата програма за предстојните предвремени парламентарни избори, додека од претходните парламентарни избори тие мерки кои беа предвидени за младите се делумно реализирани, бидејќи беа инкорпорирани во програмата на останатите политички партии кои се дел од владеачката коалиција. Конкретно за овој регион во изборна единица 3 и во Велес ние имавме предвидено изградба на нов културен младински дом во Велес, изградба на спортска сала и изградба на нов базен во Велес, како предвидени мерки од нашата програма од минатите избори, додека не можам, например, да конкретизирам во останатите градови кои мерки биле конкретно предвидени, бидејќи нашата програма конкретно за парламентарните избори беше воопштена, бидејќи станува збор за парламентарни избори на национално ниво, додека на локално ниво мислам дека е подруго со конкретни мерки. Како што веќе напомнам јас, 3 мерки, односно проекти кои што ви предлагаше Лида, се преземени од Догмар Допълнение и се ги реализираше. Тоа е едната на граѓаните од 16 години старост се здобиат со право да полагаат за возачка дозвола и управување со моторно возило од Б категорија. Исто така една од мерките која што беше претходно предложена од Лидена на 30% пониски придонеси во првата година за вработувањето. Меѓутоа, таа се видоизмени и има мерка од владата ни само вработување до 29 години вработување, една година не се плаќаат придонеси, понатаму да се задржи. И исто така, претходно, всушност не беше, но таа е моментално актуелен проект е за легализација на марихуана во медицински цели. Вака, според мене, сметам дека не потребно е да зборуваме кои мерки сме реализираме претходно. Мислам дека треба да зборуваме
подготвуваме за тоа што ќе реализираме во иднина. Сакам да се осврнам на тоа што оставија ДПМН за нивното 10-годишно владење. Значи, се надевам дека... Извини, ќе морам да те прекинам. Сакам да не бегам од темата, конкретно да се одговара на прашање и да биде насочено кон она што вашата партија прави за младите и Добро, прави значи сега во моментот сметам дека не сме опозиција да ги реализираме овие ветени мерки, но секако дека по преземањето на власта на следните парламентарни избори и ги реализираме сите ветени мерки од програмата. Ви благодарам. Наредното прашање е нешто Драган во излагањето спомна дека вашата програма, односно Социјалдемократскиот сојуз, ја правил програмата во согласност со вашиот помладок и младите. Па сакав и сите останати да ве прашам колку на кој начин, како и дали младите се консултирани при изработка на програмите, посебно за оние прашања кои нив директно ги тангираат, за прашања во однос на интерес на младите, младинските политики и така натаму. Дали, колку и на кој начин младите се консултирани при подготовката на програма? Председателот на Лига по функција е член во извршниот одбор и со тоа допринесува не се активираат младите во креирање на програмата. Исто така, младинската организација во ЛДП креира своја програма која што потоа во најголем обем, најчесто цела, тоа веќе е практика неколку години уназад, се вметнува во програмата на ЛДП со која што наставува партијата, која што се изгласува на конгрес, на делегати. Исто така, ние како партиски подмладок на граѓанската опција за Македонија, на минатите парламентарни избори, исто и на овие, имавме апсолутна слобода во изготвувањето на проекти и мерки кои се однесуваат на младите и потоа истите тие беа презентирани на највисокото раководство на нашата политичка партија и кои согласно нивните ставови беа инкорпорирани во програмата официјална која беше презентирана, така ќе биде овој пат, бидејќи имаме апсолутна слобода во креирањето на програмата за млади, бидејќи и раководството на политичката партија и председателот смета дека ние како млади најдобро ги знаеме работите со кои се соочуваат младите и нивните проблеми кои ги тангираат. Колку младите се консултирани при изготвување на Добро, значи веќе кажав дека младите целосно учествуваа во изготовката на програмата, значи на начин на тоа што на ниво на Македонија беа поставени пунктови, односно штандови, на кои пунктови секој млад човек, значи не можеше да достави својата идеја, после тие идеи беа разгледувани и оние кои што беа најдобри идеи беа вметнати и се дел од програмата на Социјалдемократската младина и Социјалдемократскиот сојуз. Натака, од анализата што е направена за програмите од 2014, се не знам дали тоа е изразено во процент, таму видовме дека младите, односно мерките, активностите, проектите за младите се изразени во некој минимален процент. Имаме некоја таква проека, не? Океј, меѓутоа може да се забележи дека тие, освен како крос-катинг ишју, што го викаме, што се јавуваат меѓу другите делови, директно како за нив има многу мал процент на мерки кои што се представени во програмите. Ако се земе во предвид дека младите се 1/4 од популацијата во државата и не сите кажуваме како младите се иднината и треба да инвестираме во младите и така натаму и така натаму. Ја би прашал наредно дали сметате дека младите треба повише да бидат застапени, односно нивните прашања, интереси, младинските политики треба да бидат повеќе застапени во програмите на партиите.
И ако сметате дека треба да бидат повеќе застапени, што вашиот подмладок прави за да придонесе поголем процент на застапеност на младите во токму на вашите програми? Јасно прашање? Значи, апсолутно, ја како член и функционер на форумот на млади на КРОМ, и тоа е согласен став на нашиот партиски подмладок дека младинските политики и прашањата кои ги тангираат младите треба да имаат поголемо учество во програмите, како и на нашата политичка партија, така и на програмите на останатите политички партии. Ние како партиски подмладок на Граѓанската опција за Македонија имаме представник во највисокото партиско тело, а тоа е председателот на млади кој членува во извршниот одбор и сите проблеми или прашања кои се однесуваат на младите се представуваат пред раководството на партијата. Сметам дека во наредниот период ние како партиски подмладок ќе се залагаме за поголемо учество и на младите во нашата партија во сите раководни тела на партијата и во пред се во како кандидати на листи на советите за време на локалните избори и на листите за пратеници на националните избори, од проста причина што младите најдобро можат потоа низ институционален канал, како на локално, така и на национално ниво, да ги артикулираат параметри проблеми со кои се соочуваат. Што видовме од излагање дека процентот не е баш сјаен и задоволувачки на активирање на младите во политиката. Ние работиме на тоа на повеќе нивоа, како што веќе спомнав. Лидер организира семинари за надградување на своите членови, обука и сето тоа кој што ќе допринесе за подобра Македонија и за кој што знаете ќе представува и како мотивација на останалите кои што ќе обидат тоа за вклучување на младите во политиката. Исто така кажам дека лидер исто така организира и доста имаме централен одбор, извршен одбор кој што се решава прашања, се изразуваат проблемите секојдневни кои што се запознали, се формираат записници кои што потоа се обработуваат и се составува програмата на лидер. И исто така кажавте претходно дека председателот на лидер по функција во извршниот одбор на ниво на Либерално-демократската партија, каде што ги презентира сите тие согледувања кои што сме ги имале внатре на сите тие одбори во лидер. За разлика од останатите мои колеги, значи ние како СДММ сме доволно застапени во донесувањето на одлуките во Социјалдемократскиот сојуз, при тоа што, значи, за разлика од другите, од било која друга политичка партија, нашиот лидер, председателот на Социјалдемократската младина, е пратеник во парламентот на Република Македонија, па мислам дека самото тоа говори колку сме ние застапени и какво е нашето влијание во нашата партија. Благодарам сите за одговорите на моите прашања. Сега ќе го отворам подигмот наречен за прашања од публиката. Повторно ќе потенцирам да бидете конкретни и да прашањата да бидат насочени кон она што политичката партија се залага за младите, да се внимава или да не се потикне говор на омраза и така натаму со почет да реализираме оваа дискусија. Ќе одиме едно прашање поставено, како тоа ќе имаат простор гостите да одговорат. Повелете, гледам дека Александр. Да. Прво, зборувавте за застапеноста на младите внатре партиски, мислам во внатрешноста на партијата. Да, зборувавте за
сакам да слушам малку кој е вашиот став за застапеноста на младите на национално и локално ниво, не во внатрешноста на вашите партии, туку како што спомна Плавојче, по институционален канал како би се канализирале младите за да дојдат до некаква позиција на одлучувачи за сите младински политики и за прашањата кои ги засегаат младите. И од друга страна би поставил на прашање малку е надвор, мислам, може би не ви е доволно застапено кај вас, бидејќи се работи за советите на млади, кој е вашиот став за советите на млади и дали мислите дека тој метод што се спроведува моментално е доволно добар метод за младите да се стекнат со некаква застапеност во општината и институциите? Да, во локалните младински совети, кои што се дел од општината, односно се тело кое што е изгласано од советот на општината. Да, предпоставам прашањето до сите, така? Да, да си. Да. Како што напоменав, лично ние се залагаме за учество на младите во советите на општините и на национално ниво како партиски подлог да бидат на кандидатските листи согласно дали има локални избори или национални парламентарни, но исто така сметам дека понатаму ќе треба и ние како партиски подлог, а и останатите партиски подлодоци да се залагат за едно институционално законско решение, како што е решението за квоти на учесничкиот другиот род, пред се тоа се мисли на жените, бидејќи има истражувања кои покажуваат дека во 90-тите години во Република Македонија многу малку жени се вклучени во советите на листите за советници во парламентот, па по носењето на тој закон од 2002 е зголемено учеството на жени за да бидат представени на 33-40%, па сметам дека треба да постои еден законски праг каде што представници на партиските повладоци од сите политички партии ќе треба да се кандидираат и согласно тој законски праг да биде исполнет за младите да може да партиципираат и во советот на општината и во собранието на Република Македонија и на тој начин како поголема представеност на младите во овие тела ќе може да се допре гласот и до пошироката јавност за решање на проблемите на младите. Во однос на локалните совети во општините, колку што имам информација, тие совети профункционирале во последнава година и мислам дека толку голем оддек во јавноста дека и постојат. Луѓето, јас како што знам, не се ми запознаеми дека постојат такви локални совети на млади во односните општини, за да може да се артикулираат барањата на младите. Мислам дека тоа е сега за сега во зародиш, а како ќе профункционира, ќе покаже времето, но затоа го спомнав ова со формирање на институционална законска рамка за учество на младите во советот на општината. Да, во министерствата се организираат работни групи, кои што ќе работат со граѓанскиот сектор, со невладините организации, исто така кои што во кои што членуваат младите и туку ќе се разгледуваат различни политики, ќе се предлагаат идеи и решавања и сето тоа. А за локалните младински совети сметам дека тоа е многу добро, меѓутоа како што кажа или дека тоа е во зародиш, се надам дека понатаму ќе се развива и ќе ги достигне целите и плановите кои што ќе се предвидат. Се надам дека понатаму младите многу поактивно ќе учествуваат во целокупната организација на општеството. Најпрво во делот околу соработката, ние од секогаш сме демократска партија и во тој дел имаме соработката со граѓански
граѓанскиот сектор, со граѓанските организации. Значи, соработуваме со над 100 невладини организации. Знаете добро дека соработуваме со граѓаните за Македонија, а во делот на локалните младински совети го делам истиот став како и моите колеги, но мислам дека тој локален младински совет нема да профункционира се додека од страната, ајде да не именувам во интерес на дебатава, значи од страната на моменталната гарнитура се прават обструкции и гледаат начин како да влезат само нивни представници. Баш е мило што се организираат такви настани, каде што ние младите може да се запознаеме со програмата на политичките партии. Реално споменато прашање за представникот од УМС на ДПМН, бидејќи не е тука и баш ми е жал. И само тоа кажува дека они бегаат тука од младите да се соочат. Се чувствуваат виновни што веќе 10 години наши другари, пријатели ги селија од Македонија и со тоа покажуваат дека се сами виновни, плюс дека нема програма за младите. Второ прашање до представникот на Гром Благојче, кога спомнавте за хиерархија на универзитетите. Како хиерархија кога вие сте коалиција со ДПМН и влегувате во самата автономноста на универзитетот и сте во борба за отварање на контрауниверзитет Дамјан Гурев? Благодарам. Прво, не спомнав хиерархија, туку спомнав целосна автономија, спомнав на универзитетите и департизација и деполитизација на образовниот процес во високото образование. Лично граѓанската опција за Македонија во однос на секој прес или во програмата на граѓанската опција за Македонија изрично кажано кој е нашиот став како политичка партија за автономијата на универзитетот, а ја не можам да говорам од името на некој друг за конкретно тоа прашање за отварање на нов универзитет Дамјан Гурев. Значи, ние како политичка партија никогаш не сме биле за партизирање на образовниот процес или на високото образование. Без микрофон. Мислам дека ја одговорив од делот на ова прашање, значи да го повторам прашањето, мислам одговорот на прашањето, значи ние на ниво на Македонија поставивме пунктови, односно штандови, каде што секој млад, секој граѓанин кој има желба да достави идеја, можеше слободно да ја достави таа идеја, својот предлог, потоа на ниво на партија. Значи, беа разгледани тие предлози и најдобрите предлози беа внесени и се дел од моменталната програма на Социјалдемократската младина и Социјалдемократскиот сојуз. Лидер има своји организации во повеќе општини во Република Македонија, кои што потоа повеќе представници од тие локални организации се членови во централните извршните одбори,
организација на централно ниво во градот Скопје, каде што се излагаат сите тие спознанија кои што сме ги добиле од општината во локално ниво и понатаму кажав се доставува програмата преку која што се вклопува, се вклучува во програмата на партијата и со тоа што таа настапува понатаму. Форумот на млади има формирано општински организации во преку 40 општини во Република Македонија и претседателите, представниците и сите партиски тела во тие општини кои наизворно си ги знаат собствените проблеми кои се однесуваат на нивната општина, на нивните потреби, изготвува проекти, изготвува предлог мерки и начини за решавање на тие проблеми во тие општини. Потоа тие беа презентирани на извршниот одбор на форумот на млади на Гром и истите тие предлог проекти мерки беа презентирани на извршниот одбор на партијата и извршниот одбор на партијата ги селектираше најдобрите и најцелисходните, па потоа тие беа инкорпорирани во официјалната програма на партијата за парламентаризм. Здраво и од мене. Најпрво да го поздравам овој исчекор кој што не можеме да го видиме секој ден. Значи, има седнување буквално на маса со вашата таргет група и со нашите интереси и потреби. И благодарно што сте ни денес како дека гости со нас. Исто би сакала нели видино да го гледаме се почесто и почесто, не само во предизборието. Она што јас сакам да го прашам, се спомна две-три клучни моменти кои што мене ми отворија прашања. А тоа е, ми се чини дека од Лидам, представничката, спомна за промена на младински легислативи. Прво ми интересира, јас, барем колку што знам, имаме еден единствен документ како младинска, на некој начин условно кажано, легислатива, што не е легислатива. На каква конкретна младинска легислатива за каква конкретна младинска легислатива се работи? Тоа е првото прашање. Второто прашање ми е до представникот од Гром, кој што спомна нов модел на образование. Значи, ме интересира за каков нов модел на образование се мисли. И за представникот од СДММ, значи, сакам само една препорака да упатам. Значи, искрено е лично мене, е доста да слушам кој што направил и како направил. И една најтопла препорака, во истина подобро послужи се нам, присутните, значи младите, генерално, да кажеш малце повеќе за твојата партија, а не да се конфронтираме со тоа кој што направил и како направил. Едноставно мислам дека сите млади дека сме уморни од тој однос и бидејќи вие сте подмладоци, јас очекувам по-прогресивен однос. Дајте да ги промениме работите. Дајте да не се користиме со истиот јазик на кој што комуницираат на некој начин по-возрастни. Тоа е најдобро намерна и најтопла препорака. Се надевам дека убаво ме свати. Да, тоа е тоа што имам да го прашам, па да чекам моите одговори. Значи, не гледам каде тука има нешто кое што е компрометирачки, значи јас само ги презентирав мерките од програмата на СДММ, доколку беше трибуната и налагаше поеднакви правила. Беше присутен представникот на УМС, значи може да бъда многу по-компрометирачки поради фактот што 10 години ништо не направија за младите. Значи, не знам каде... Ете го исти одговор. Мене ме интересира што СДММ. Па презентирав, значи... Сака да направи како да направи. Значи, ако представникот не е тука едноставно... Доколку добро слушавте, ја мерките ги кажат. Значи, доколку имам поголема временска рамка, можам да кажам и многу повеќе. Супер. Па се надевам дека ќе не поканиш од Национален младински совет да се да разговараме. На вашето прашање. Моето излагање се однесуваше на тоа да се донесат измени во законите кои што ги делегираат младите, значи во однос на тоа да имаат право на глас, односно избирачко право на 17 години, на возачка дозвола на 16 години, значи за тоа мислам за легислативна Да, а дали да застуите за некоја посебна легислатива, како например закон за млади? Само да се надополнам што да, тоа е голем
на вашето прашање за нов образовен модел, пред се однесува на тоа што сите анализи и истражувања покажуваат, како што напоменав, има дискрепанца меѓу постојниот модел, кој е теоретски и воопштен, со пазарот на трудот на оние професии кои се бараат. Пред се, ако се земе статистички од година на година, ние имаме постојано запишување во средните училишта во гимназии, додека на факултетот имаме запишување пред се на општествените науки, а од друга страна пазарот на трудот има потреба од квалификувани кадри во средни стручни училишта, да кажам, не знам, водоводчи, тапетари и такви работи кои како струки самите економисти во своите истражувања кажуваат дека изумираат, значи има дефицит на пазарот на трудот, а од друга страна тенденцијата и трендот оди да имаме перманентно запишување во гимназиите и во факултетите на општествени науки, и од тој аспект се создава, значи, хиперпродукција на такви кадри кои потоа ќе бидат непотребни на пазарот на трудот, односно ќе нема доволно работни места отворени за нив, па и тоа е едно од главните причини што се создава толку голема невработеност кај младите, бидејќи истите со како високо квалификувани кадри кои одбиваат такви работи. Сега се смета за промена на тој модел постојан да се воведе пред се советување на младите уште во најрана категорија за отварање на перспективи и можности за младите кои ќе им се презентираат тие професии, да им бидат по-пристапни и по-прифатливи за нив понатаму, и исто така да има насочување на младите согласно нивните таленти и преференции понатаму во образовниот процес, пред се како што има примери во западните земји. Бидејќи овој постојан теоретски модел кој што е воопштен, како што кажам, само продуцира постојано, да кажам, неквалитетни кадри или кадри кои потоа не одговараат на реалните потреби на пазарот на трудот. Мене ви даш здраво. Да, ако нема да не го узурпирам правото. Здраво од мене, јас сум Теня Ристов од фондација Фокус или Слушам? Конечно. Едно прашање до два вечер. Дали во Велес имате партиски подмодел локален, друго има кој е председател? Чисто за идни активности да знаеме што знаеме дека Драган и Цветанка се од Велес. Тоа ми е прашањето накратко. И толку сега. Да, имаме партиски подмодел, како и општинска организација и форум на млади Гром Велес. Блавојче Димитриев се вика председателот на млади. Толку ве интересира и вие. Не чисто за други активности, недалеко од тоа, не ви фала што не почастите со вашето присуство и така натаму, чисто на локално ниво. Да, он е председател на форум Гром Велес. Бидејќи реално тука функционира некој совет. Околу советите, значи тука функционира совет на млади, кој што го формираше општина Велес и на разни начини општината си намести нивни луѓе, нели за да направи едно мнозинство од 6 луѓе вкупно 9. И во тој совет имаш представник од кај нас што поднесе оставка и сега тој совет функционира со 8 луѓе. Така надборот, статут надборот, правилници и така натаму, чисто да ги знаете работите, колку функционираат и дали функционираат советите. Инаку председателот беше тука пред малку, ама не најде можност да се појави, иако беше уредно поканет. Околу советите за млади. Не знам како функционира Карпош и така натаму, ама тука така функционираат. Не знам се сликаат на пресови да
представници, колку што знам функционира да се артикулираат потребите на младите, а за денес не можам да кажам ништо конкретно, бидејќи стварно не сум запознаен со ситуацијата каква е. Немам информации за својот. Значи моделот беше глас опозиција, политички подмладици, другите беа средношколци. А колку членови? 9, а во моментов со 8 функционира, така си вози. Значи не можеме ние да предложиме нов кандидат и не може и друга организација било која. Ние имаме од Совет 4 години мандат, тоест 2. Еве, не сум запознат јас со тие младински локални совети, да. Како е треба од секоја политичка партија од останати организации? Не, значи јавен повик, ние го возевме година и пол процесот преку Младински образовен форум и општината пред крајот на самиот процес на формирање реши да се формира самата Совет. Така да тоа е тоа. Инаку, секој во насока на формирање на младински совети, секој општина бира свој начин на формирање тие младински совети, jer во Центар има различен начин, знам во Катар, што како има тука во ВДС, во Куманово е сосема. Законски друго има се предвидено е тоа доколку сака општина. Не, реклама се мислам дека задолжително на кај. Не, имаше препорака од владата пред година и пол за активирање, меѓутоа не е задолжително. Не е задолжително. Повежете се мора. Мака, јас имам две прашања. Едното е односно исалувањето на младите од земјата, не слушнавме ниту една мерка што ќе предприемат политичките партии по младоците во однос на исалувањето, иако тоа е реален проблем, голем проблем со што не дава сега сите. Мислам дека сите имаме другари, комши и пријатели кои што се иселија и тоа мислам дека се иселуваат и на доста способни луѓе со висок просек, со многу добро образование. Тоа е едното прашање што значи е предвидено во вашите програми во однос на намалувањето на иселувањето и како ќе го решите овој проблем. И второто прашање е колку сте спремни и како, не знам дали препознавате некој проблем во кој што можеле политичките подмладоци да излезат од рамките на својата партија, да најдат заедничко решение за младите кои што сите ги засега. Значи без разлика на идеологија, без разлика на политичка, верска, национална или било каква припадност, дали политичките подмладоци имаат волја да пристапат на некој проблем заеднички, да понудат заедничко решение. Например, оно што се случи со пленумот и законот за високо образование, јас доаѓам од младинската организација на Дом во Националниот младински совет, ние како младинска организација истакнавме во поддршка на студентите, меѓутоа тоа не го направија тогашните политички подмладоци и ме интересира дали гледате поле на действување, на заедничко действување, значи на сите партии. Конкретно, иако имав на ум, не го спомнав масовното иселување кое зема замав во последните години, но во презентацијата на мерките токму тоа го нагласив за департизација и деполитизација на образовниот процес, а пред се преку начинот на вработување со ставање на целосен акцент на квалитетот на една индивидуа која треба да се вработи, бидејќи за жал партизацијата на општеството и партизацијата на понатаму на процесот на вработување доведи еден од клучните проблеми со кои младите се соочуваат и поради тоа ради екзистенционални причини сакаат да се иселат. И како што напоменавте, многу е за жал како општество и како држава што голем број на квалитетни кадри кои треба да бидат потоа столбот и моторот на едно општество се тие кои токму се иселуваат во потрага по вработување и кариера. И затоа сметам дека без разлика, како што споменавте, на партии и идеологија, треба ние да се насочиме како партиски подмладоци на сите политички партии, со сите сили ние да дадеме придонес преку изготвување и на предлог програми, зборам значи без разлика на партиските разлики, за да се спречи тоа масовно иселување, бидејќи тоа јас сметам дека не е детерминирано ниту од етничка припадност, не е детерминирано ниту од партиска припадност, од родова,
сите млади. Мислам дека млади од различни етнички националности си селуваат, млади од различни политички партии, не само да речеме од опозицијските партии, има многу и симпатизери на владеачки партии кои си селуваат. Така што сметам дека тоа е најголемиот проблем со кој се соочува, а мерките се тие. Значи професионализација и на образовниот процес и на понатаму на начините и методите на вреднување по квалитета по партиска припадност. Во однос на второто прашање, тоа е конкретно за студентските протести за пленумот или општо? Веќе напоменате всушност дека токму иселувањето е еден од тие проблеми што може да ги седне партиите. Да, апсолутно. Да, апсолутно. Значи јас сметам дека како категорија на млади, нели до 29 или до 30 без разлика, млади сме еднаш, потоа ќе влеземе во светот на возрастните, ние треба да се хомогенизираме како една категорија која се соочува со реални проблеми, и ако сме свесни, а за жал не сме, од различните партии, од различни идеологии, да заедно да создадеме структура, компактна, хомогена, која ќе може наспроти институционалните или другите пречки, ние да може да се избориме за, како што кажав, артикулација на нашите барања и потоа истите проблеми нас да ни бидат решавани, бидејќи ние како дисперзирани во повеќе партии или во повеќе политички структури, ние не само што придонесуваме за решавање на проблемите, туку ги мултиплицираме со оглед на мирисеви убивања. Добро, вака да почнам најпрво, значи, со делот на иселувањето на младите, значи, реално на оваа тема ми е најтешко кога говорам, поради тоа што, значи, 10 години владачката гарнитура, значи, партијата ги понудува мерките кои што ги презентира, а иселувањето и иселеноста на младите од државата е резултат на погрешната политика. Која е правилната политика за... Правилната политика е, значи, реални мерки, значи, младите на прво место, значи, па после, значи, да не бидат младите заборавени. Во однос на второто прашање, значи, ние сме секогаш отворени, како што знаете, повеќето од тука, значи, ги поддржуваме секогаш младите, бевме исто поддржувачи и на студентските пленуми. Не, добро, пошто го спомнате студентскиот пленум, значи, од тој дел, значи, исто студентскиот пленум беше површен од нас. Не, знам, отвореността, да. Да, секако да кажа. Нешто што треба да направиме за младите да останат во оваа држава, да си ја сакаат и да се чувствуваат слободни, е тоа да можат слободно да бидат првично запознаени со содржината на своите права и да им се остави простор да можат слободно да ги реализираат и заштита. Исто така, друг сегмент кој што многу ги тангира младите, кој што е едно, мислам, уствари не кој што е едно, туку најбитна причина. Најголема причина за иселувањето е неграмотеност. Вработувањето на младите во ниту еден случај не треба да подлежи на дискриминација на политичка определба, значи треба да има родова еднаквост, значи дискриминација по ниту еден основ. Единствено треба да се цени трудот кој што го постигнем, праксите со која што се зборува, нормално нели квалитетот, квалификациите кои што ги поседува за работното место за кое што конкурира и се бара работникот. Секако видиме отворена за соработка со останатите политички партии за прашања кои што ги тангираат младите, затоа што млади сме сите без оглед на нашата политичка определба, значи прашањата ги засекаат сите млади без оглед на нивната политичка определба. Мислам дека да може заеднички да се доведе до реализирање на некои проекти кои што ќе допринесат за подобро примење на младите во нашата држава и ќе направиме да ја достават тук. Нормално нели, како што кажав исто така, ние да организира семинари кои што со европските пријатели кои што
работат на тоа да ја приближиме Македонија кон Европа и да ги подигнеме македонските стандарди кон европските, да ја видиме Македонија демократска во права смисла на зборот и европска. Добар ден на сите. Јас ќе искористам приликата тоа што го имам микрофонот и да поставам еден сет на прашање. Така да може да се запишувате ако сакате, за да не го узурпирам предимно уште еднаш. Значи, имам делум на прашањата, меѓутоа друг аспект веќе беа прашани, меѓутоа јас би сакала да ги конкретизирам. Еве следниве нека бидат прашања до сите. Би сакала да слушнам какви се вашите ставови, значи на вашите политички партии, околу постоењето на дисперзираните студии, кои што ги имаме во огромен број, да кажем, во Македонија, и самите, бидејќи дел од сте студенти, многу добро знаете како функционираат, предавања повеќе нема од колку што има, а испити се полагаат во ресторани и во кафичи. Значи, какви се вашите ставови, дали постои оправданост од нивно постоење или не, имајќи го предвид квалитетот на кадрите кои што го продуцираат. Исто така, поврзано со ова, може би што мислите околу степенот на проводност од средно во високо образование? Дали навистина ни е потребен колку голем процент на студенти, тоест на високо образован кадар, имајќи во предвид дека пазарот на трудот и не бара високо образован кадар во толку голем број, па затоа се соочуваме со ситуација кога имаме магистри или дипломирани студенти кои работат во фабрики на лента за кои не е потребен таков степен на образование и на крајот сите се фрустрирани. И исто така поврзано со образованието, значи пак до сите, кои се вашите ставови околу неформалното образование? Дали може би некој од вас размислува нешто повеќе околу неформалното образование, бидејќи во развиените држави тоа има и такако важна улога и дел од младите преку него успеваат да го најдат своето место во општеството. Значи, овие беа општите, а сега имам уште по едно прашање индивидуално до вас. За представникот на ГРОМ слушнавме дека се залагате за целосна автономија на универзитетот. Еден од учесниците постави прашање малку поврзано со тоа, меѓутоа јас ќе бидам конкретна, имајќи во предвид дека сте дел од владеачката коалиција. Во последниве година дена во неколку наврати се менуваше Законот за високо образование. При една од тие измени се ускратија голем дел од правата и автономијата на универзитетот. Ме интересира како пратеникот кој што го имате во парламентот се изјасни по основ на овие измени и каква е корелацијата со вашите залагања за целосна автономија на универзитетот. И дали вие како помала политичка партија, предпоставувам дека на изборите, иако уште не е официјално, предпоставувам дека ќе одите, може би ми се погрешни предпоставките, со поголема политичка партија, може би ВМРО ДПМН, чишто поддржувач, значи во чија коалиција сте денес, и дали сметате, имајќи во предвид дека имате спротивставени ставови околу автономијата на универзитетот, ќе успеете ова како приоритет да го наметнете во коалицијската програма. До представничката од ВДП, поминавте дека се залагате за деполитизација на студентското организирање. Јас сум била студент многу пред вас и можам да кажам дека и во 90-тите студентското организирање беше политизирано и се уште е за жал. Денеска може би уште поголема мерка, меѓутоа сакам да слушнам бидејќи се залагате за тоа дали имате смислен начин како тоа ќе го направите. Бидејќи на сите не е јасно дека тоа не е добро за никога. За представникот на СДСМ сакам да поставам прашање околу екстерното оценување. Значи, сведоци сме еве подолг период можете дека искрено кажано како партија и како подмладок и како се возите на ова премисла за укинување на екстерното оценување. Тоа како идеја е воведено со цел да се евалуираат достигнувањата, знаењата кои што учениците и студентите ги постигнуваат. Начинот како е тоа направено и предизвиците кои ги има кога се имплементира не се добри. Меѓутоа, од друга страна, не слушнавме никогаш од вас која е алтернативата која што ја нудите. Дали може да ни појасните? И благодарам. Прво да ви одговорам на овие 30 прашања за образованието. Дисперзираните студии
сметам дека како иницијална замисла беа добри, од причина што беа предвидени да бидат достапни до повеќе млади луѓе, студенти, кои ете од разни причини, но пред се од социјално-економски аспект не можеле да се запишат на студии во Скопје како главен град и како главен универзитетски центар, па и во Битола и во Тетово. За подостапност им се овозможи на студентите, но од друга страна целиот процес тргна во таа насока, вие како што кажавте, да се извитопери со тоа што не се понуди квалитетен пред се стручен наставен кадар и исто тој квалитетен стручен наставен кадар потоа продуцираше уште понеквалитетен образован кадар. Значи, лично сметам дека замислата била добра од тие причини, а имплементацијата и реализацијата на целиот начин на дисперзија на студиите за жал во практики испадна лоша. Второто прашање ви беше за процентот од средно во се надополнува. Сметам дека е погрешно да има форсирање на запишување на факултетите кај сите личности, бидејќи тоа стана тренд во последните неколку години. Како што напоменавте, тоа понатаму раѓа фрустрација и во моето претходно излагање веројатно забележавте дека една од главните причини за невработеност кај млади или за иселување кај млади е тоа што младите кои потоа се запишале на факултет, пред се на општествени науки, каде што немат доволно работни места на пазарот на трудот, потоа работат во фабрики на менти или некои работи кои што нема потреба од високо образование и од стекната диплома, потоа раѓа фрустрација, па раѓа иселување. Апсолутно сметам дека треба да има и засилени мерки за прием на факултетите, бидејќи јас кога се запишував на факултет 2007 година, тогаш немаше никаков приемен испит. За претходно не знам како било, но сметам дека треба да се случи еден реверзибилен процес на заселување на критериумите за упис на факултетите, без разлика дали се општествени, а не да има толкова квота колку што има заинтересираност. И третото прашање ви беше за неформалното образование. Апсолутно сметам дека не само што е потребно, тоа е нужно, бидејќи, како што напоменав, теоретизирањето на образованието и воопштувањето исто така создаде неквалитетен образовен кадар, како во основно, така во средно, па така и на факултет. Како што напоменавте вие, во западноевропските земји има огромен број на неформално образование и вештини кои ги стекнуваат младите, кои се потребни за потоа полесно интегрирање на пазарот на трудот и полесно да дојдат до работно место, и особено што тенденциите наложуваат младите што повеќе да имаат вештини, не знам, од информатичка технологија, од учење на странски јазици, од некои курсеви за комуникација и така натаму. Апсолутно сум и тоа да се форсира и преку една национална стратегија во образованието, да им се овозможи што поголемо неформално образование на младите. Тоа ви беше за вашите три прашања. За конкретното прашање за мене, најискрен да бидам, ја не сум упатен и не сум запознат како гласал во собрание единствениот пратеник на Гром Черевиц Сазовски во однос на автономијата на универзитетот, каде што се намалила автономијата на универзитетот. Нашето залагање е да има целосна автономија. Во однос на прашањето дали ќе, не знам, одиме во предизборна коалиција со владачката партија, исто така, колку што знам, а знам добро, највисоките органи на партијата се уште нема донесено конечен одговор како Гром ќе учествува на парламентарните избори. Исто така знам дека и Гром во овие 2 години, додека е дел од владачката коалиција, има и официјални ставови кои не се согласуваат со официјалните ставови на најголемата политичка партија во владачката коалиција, колку и да изгледа дека ние цело време ги поддржуваме. Ќе ви набрам неколку примери. Гром беше, ако смеам, не знам како не е лошо, само да, накратко да, например, ние сме против
донесување на така наречен закон за медиуми кој се договара меѓу двете големи доминантни политички партии. Сметајќи дека треба исто така медиумите да бидат професионализирани и непартизирани, а не да бидат предмет на разговори меѓу две политички партии. Конкретно за тој закон за автономија Да. да ставовите какви биле, дали се согласувале со... Не сум информиран како нашиот пратеник гласал по однос на тоа во собрание, ако сакате можам да дознам и да ми известите. Гласал за. Може да се види од листингот на Собранието на Република Да, знам дека може. Ја искрено не сум информиран. Не следам точно за сите негови гласања, за сите предложени закони како гласа. Он само знам дека гласаше против одлагање на изборите. А за друго? Во однос на првото прашање за постојање на диспрецираните студии, малку се осврнав во програмата, и сметаме дека бројот на диспрецираните студии во Република Македонија моментално е доста голем. Значи, доколку се оди на некада отворање на дисперзирани студии на одредени факултети, треба продавна точка да ни биде нивната ефективност, значи оправданост за допринесот кој што ќе го имаат исто така и економската оправданост. Затоа што сметаме дека мислам дека многу големи средства се вложуваат во однос на тоа за професорите, за патување, за објект, за објектот кај што ќе се одржуваат предавањата. Тоа представува доста голем проблем и од таа причина нередовно се одржуваат, според моите сознанија, нередовно се одржуваат предавањата. Активноста е на многу ниско ниво, интеракцијата на студентите исто така. И тука веќе се губи смислата на високото образование, значи треба да одиме на факултет за да се стекнеме со знаење и исто така да добиеме реална оцена за нашиот труд кој што сме го вложили во одреден предмет. Не да биде тоа само за нереално. Исто така да се надовршам на второто прашање за процентот за завршени студенти кои што ќе го надовршам. Сакам да кажам дека ќе ги надовршам едното со другото. Денес многу од младите се решиле на чекор да се запишат на факултет затоа што им е лесно достапно. Јас имам доста познаници во Велес кои што никогаш не би се запишале на факултет доколку во Велес не се отворија диспрецираните паралелки и во однос на тоа општо познато дека да, лесно се доаѓа до барем 6, доволно ми е мене, јас имам дипломата и тоа е оно што ми треба. Меѓутоа, колку навистина тоа си го заслужил, а со оглед на дипломата ти понатаму ќе бараш, како што кажавте, работување, кој што ќе соодветствува на звањето кој што сме стекнале со дипломата. Тука веќе се деградира, значи, високото образование. Може би треба некаде да има, да, доколку факултетот е во Битола, за да не патува студентот од другиот крај на Македонија, може би треба да се отвори диспрецирана паралелка, меѓутоа треба средства да се обезбедат и материјални и нематеријални. Целиот проект добро да се осмисли и да се оправда понатаму ефектите кои што ќе бидат од тој проект да бидат оправдани. Делот спомнав при излагањето на програмата дека средствата економски кои што се трошат за диспрецираните паралелки низ цела Македонија, сигурно е подобро да се пренаменат, значи може би да се зголеми државната квота или да се пренаменат во однос на тоа на оние кои што не само можност не пречено да ја следат наставата, да им се даде помош на оние кои што имаат желба да учат, меѓутоа немаат можност затоа што потекнуваат од семејства кои што се ранлива категорија, кои што примаат социјална помош и слично. Подобро тие средства да им се дадат нив, не да се дадат за
така тука е мерката и за бесплатен превоз на студенти, кој што мислам дека е подобра, затоа што доколку имате бесплатен превоз, тогаш немате потребата од дисплицирани паралелки би се намалила, реално. За неформалното образование, значи кажат, ние имаме проект за враќање на младите во природа, концепт на полезна, проактивна истражувачка настава во природа. Потоа имаме значи едукација и тренинг за самовработување, обуки за подобрување предприемачки и менаџерски вештини, че сето тоа да не биде само. И последното прашање беше за студентското организирање, како планирате да го деполитизирате? Бидејќи тоа убаво звучи декларативно, да, видите, јас можам само за нашата политичка партија да кажам дека не сме во план и нити го поддржуваме тоа никогаш да правиме притисок затоа што некој студент е член во нашата политичка партија или затоа што негов родител или познаник е член во истата партија да биде член и во студентскиот парламент. Добро, до некаде, значи, ги делам мислењата како и моите колеги, значи во врска со дисперзираните студии, да, мислам дека до некаде се потребни дисперзирани студии, но не како што е сега во моментот, буквално во секој град. Во однос на второто прашање, значи околу процентот на завршените студенти, мислам дека е токму поради првата мерка, значи околу дисперзираните студии, околу тоа на кој начин и како се полагаат испитите. Во делот на неформалното образование се согласувам со колегите дека е неопходно неформално образование, а во врска со алтернативната мерка за укинувањето на екстерното тестирање, значи како алтернативна мерка е приемниот испит, значи враќање на приемниот испит на факултетите. Значи тоа е мерка која што е во програмата на Социјалдемократскиот сојуз и ќе биде официјално презентирана. Тоа би алтернатива за екстерно тестирање? Значи, укинување на екстерното тестирање и државната матура, враќање на приемниот испит. Меѓутоа тоа го зборувате за средношколци, екстерното почнува од 4-то одделение во основно образование. Значи, во делот на екстерното тестирање ќе биде укинато. Значи, како што кажа, ќе биде укинато, но ние предлагаме евалуација и тестирање на учениците, но без дополнително однесување, вршење притисок врз професорите, децата и фрустрации нивни. Значи, ќе се укине, но ќе има евалуација на тестирањето. Затоа што оценката нема влегува на крај од година во следицата. При крај сме со времето кое беше соодвој за оваа дискусија. Дали имаме простор за уште едно прашање? Краток одговор. Како? Имаме една генерална и по една за секој представник. Ајде. Доколку дозволува времето. Најкратко што можеш постави ги прашањето, да. Океј, генералната дали во програмите на вашите политички партии има конкретни мерки со кои ќе се обезбеди вклучување на младите во процеси на носење одлуки и генерално поттикнување на младите да бидат активно да учествуваат во политичкиот живот во земјата. Тоа е генералното. Конкретните прашања до представникот на ЛДП. Би сакал да ми кажете според вас кои од оние податоци вие кои имате добиени од младите, кои сметате дека се топ 3 потреби на младите кои мора најбитно да се задоволат и кои се трите мерки кои ги предлагате за задоволување на тие потреби? До представникот на ГРОМ зборувате во делот за образование дека ќе се залагате за подобрување на инфраструктурата на образовните објекти. Па би сакал да прашам дали сметате дека има потреба и дека можеби е по-приоритетно да се работи на образовниот кадар кој во моментот постои, особено во високообразовните институции, наспроти инфраструктурата на истите, и до представникот
Првото прашање, Сакаше Драга да прашање? Не, не. Извинете. Првото прашање ви се однесуваше дали има конкретни мерки за вклучување на младите во политичкиот живот. Процеси на носење одлуки. Да, во процеси на носење одлуки. Ние како политичка партија моментално значи работиме во изготвување на нашата програма, а доколку преследевте, забележавте дека ние како политички подмладок, ако се надевам веројатно да станете партиски подмладоци, ќе се заложуваат за институционално решение за вклучување на младите во со квота, законски регулиране, да бидат вклучени во пред се во локалната самоуправа преку советите, значи бројчано, и во националниот парламент. Сметајќи на тој начин дека младите најдобро ќе ги артикулираат ставовите и проблемите на младите во нивното населено место, конкретно тука во Велес или во било кое населено место, бидејќи младите во советот на општината знаат што им се најголемите проблеми на младите и на национално ниво, без разлика што горе-долу сегде се преклопуваат во однос на проблемите за младите, конкретно за нивниот статус ограмотување. Второто прашање ви беше за образованието, точно. Да, за кадарот. Сметаме генерално дека состојбата во образованието, дали од кадровски аспект или од аспект на инфраструктура лоша, да не речем катастрофална, од кадровски аспект сметам дека подигнувањето на квалитетот на образованието ќе создаде и поквалитетен кадар. Значи, самиот неквалитетен кадар продуцира наставен кадар, продуцира неквалитетни образовни кадри кои потоа се на пазарот на трудот како квалифицирани кадри, високо квалифицирани. Апсолутно е нужно да се подигне квалитетот на наставниот кадар, а со тоа аналогно на тоа би се подобрило и квалитетот на образовниот кадар кој потоа ќе излезе од образовните клуби. Но исто така верувате дека податоците и примерите кои се низ Република Македонија даваат да се соочуваме со недостоинствени инфраструктурни објекти и за луѓето кои се наставен кадар таму и за самите студенти, ученици кои се дел од образовниот процес. Мислам дека 21 век во Европа се наоѓаме држава недостоинствена за нас како држава и како граѓани, ние учиме верувате во некои области да ги училишта со нерешени сами. Ќе бидам кратка во интерес затоа што веќе делум одговор на тие прашања, значи бидеме отворени за соработка со сите невладини организации да поштичуваат младите, и самите понатаму, како што кажав, и за формирање на работни групи при министерствата за решавање на заеднички проблеми на младите заедно со невладините организации, значи вклучување активно на граѓанските креирањето на политики. А како топ 3, мислам за младите дека остварување на правото, затоа што секој би се чувствувал слободен доколку може да го оствари, никој не му го попречува остварувањето на своето право, напротив ќе му го овозможи реализирањето на истото. Второто е вработувањето, кој што кажав некои мерки за тоа, и трето мислам дека е развој на спортот во Република Македонија. Добро, значи од делот на првото прашање, да, мислам дека се повторува и дека зборувавме и ги кажавме начините, а од делот на вработувањето нема значи да се врши на партиски основ, туку со сите мерки ние гарантираме поквалитетно образование, а после завршувањето на факултетското образование или на оние кои што студирале во некои од техничките школи, значи ќе биде повторно извршена проверка на знаењата и во зависност од тоа кои се знаењата ќе се избере работното место. Ама каде? Каде ќе бидете сите вработени? Значи тоа е политика на локално и на државно ниво. Значи сега од тука ја не можам да гарантирам кои каде ќе бидат поради тоа што тоа е повисока политика која што мислам дека тука ја да ја ветувам или да ветувам за некој од присутниве кој каде ќе биде вработен. Да, значи се што ветуваме ќе биде реализирано.
колека да се створиме ова дискусија, односно овој регионален форум. Уште еднаш благодарност го упатам до Националниот младински совет и посебно до групата, работната група Избори 2016 за сите активности во рамките на проектот на Националниот совет и за што возможни за младите од овој регион простор за една ваква дискусија за прашањето поврзани со младите. Огромна благодарност до нашите гости што одвоја време, што детално ги представија програмите на своите политички партии, што излегува со своји лични ставови, исти ставови, партиски ставови во однос на прашањето за младите младински политики и потребите на младите вклученоста. Се надевам ја искрено дека лично вие и како вашите подмладоци ќе се залагаат настрема партијата на локално и национално ниво за поголема застапеност и вклученост на младите во политичките процеси, во сите граѓански процеси. Огромна благодарност до сите присутни што активно се вклучија во денешниот форум во оваа дискусија. Поттик исто до вас понатака да барате, да се вклучувате, да работите, да ги разработувате програмите на политичките партии, да видите што се нуди за младите, постојано да се действува негде да се зголеми процент на вклученост на младите во општествените процеси. Благодарност до сите. Предпоставам сега ќе има едно мало коктелче тука надвор, повелете на неформален говор.